Независно и ефикасно судство, ама само ако има своји пари и е финансиски независно од сите власти. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски бара судската власт да има свој независен буџет, за да можат судовите независно да функционираат. Како што појаснуваат челници од судскиот систем, судството е во колапс. Има дефицит на судии, но и луѓе од судската служба. Не само што судовите работат со половина број судии од потребниот, дополнително од утре 200 хонорарци остануваат без договори. Камбовски вели дека постојано се во контакт со Министерството за финансии и од нив бараат повеќе пари. Судовите не се само згради, потребен е и кадар, како и опрема, подвлекува Камбовски. И не можеме да зборуваме за независност на судство, доколку тоа исто судство е зависно од некој од другите власти. Тоа е едно од основата, бидејќи судовите, судството не се само зградите кои што постојат. Зградите треба да бидат опремени. Таму работат судии, работи персонал кој што ги обслужува тие суди. Значи имаме записничари, имаме судски службеници. А во моментов се соочуваме со катастрофален недостиг на кадри. И судиите, тие што се прават вонредни напори да бидат ефикасни во своите постапки. Изминативе години ниту еднаш судството не ги добило предвидените 0,8% од државниот буџет. Максимум за судството досега биле издвојувани 0,38%. Ниста линија со Камбовски е и председателот на Кривичниот суд во Скопје Иван Џолев. Во минатото тие 0,8% загарантирани со закон од буџетот на Република Северна Македонија кои што треба да се одвојуваат за судството, досега никогаш не беа обезбедени. Стигнавме до некои си 0,38%, нели, како максимален износ од буџетот кој што се одвојуваше за судството. Остатокот секојаш се прераспределуваше, имаше пренамена во други области, не знам, образование, здравство и така натака. Да се дадат пари, да се реформира судството, но да нема промени во кадрите. Камбовски е дециден дека оставки во Судскиот совет не значат реформи. Според него, потребна е интервенција во законските решенија и намалување на мандатите. Инаку, пред неколку дена министерот за правда Игор Филков информираше дека дел од законите на реформската агенда за судството се во финална фаза. Завршени се предлог законите за Судскиот совет, обвинителството, Кривичниот законник, заплатите на обвинителите и за судска служба. Во подготвителна фаза е законот за судскиот буџет и се уште не е дефинирано дали финансирањето на судството ќе остане под капата на владата или ќе има измени.